митовите околу тоа како ќе се спроведува вакцинацијата во Македонија, што всушност содржат тие вакцини, дали ќе не чипираат или нема да не чипираат, нешто што е нонсенс, нешто што е и банално да се разговара, меѓутоа за процедурата како ќе се врши имунизација во државата. Во утрински брифинг треба веќе да имаме председателката на Комитетот за имунизација Александра Грозданова. Добро утро. Добро утро, добро утро. Професорке, со вас, како што најавив, разговараме за начинот на кој што ќе се спроведува вакцинацијата, меѓутоа, како вовед да напоменеме дека иако постојано се зборува дека вакцини во Македонија доаѓаат, засега имаме нешто над 4000 вакцини, што не се донација, туку се набавка по набавна цена од Србија. При тоа се вакцини кои што се од производителот Pfizer. Како се чуваат овие вакцини? За нив се пишуваше дека треба да бидат на минус 60, на минус 70 во фрижидер. Како се чуваат овие вакцини? Се со цел нели кредибилитет да дадеме на процесот, меѓутоа и да видиме што е оно што ќе се случува како план за вакцинација. Токму така. Во моментот овие вакцини се пренесува со комплетно лојален ланец од Србија до нашата држава тука во Скопје. Се чуваат на Институтот за трансфузиологија, каде што постојат конкретно специјализирани фрижидери за тоа, кои што се на минус 70 степени температура. Кутиите кои што во таа голема кутија имаше 4 посебни кутии, со 195 вијали во секоја кутија, се ставени внатре и по потреба на дневна основа се одмрзнуваат и се носат во модуларната болница пред инфективната клиника, каде што всушност се случува и вакцинацијата. Обезбеден е комплетно ладен ланец, инспекторите од Малмет, од Агенцијата за лекови и колегите од Министерството за здравство го потврдија комплетното запазување на сите безбедносни аспекти за дистрибуција и чување на овие вакцини. Тие се одмрзнуваат како? Еден час пред вакцинација или веднаш од како? Точно се има стандардна оперативна процедура за која што нашите колеги и од трансфузиологија и вакциналните пунктови беа обучени. Неколку пати направивме пред да бидат вакцините и 2 симулации на процесот. Се има точна технологија и временски период кога одредена вијала се одмрзнува од минус 70, па се става во обичен фрижидер од 2 до 8 степени, потоа се растворува и потоа се врши апликацијата. Овие процедури се јасно дефинирани, беа усвоени на нашиот технички работен комитет кој што го имаме за COVID-19 вакцинација и комплетно и без проблем се одвиваат. Професорке, велите нели без проблем се одвиваат, меѓутоа проблемот би можел да настане во тој момент кога вакцината, бидејќи сега се вакцинира на ниво на град Скопје, меѓутоа кога би требало да се пренесе во друг град, како би се правело тоа? Имаме ли ние план? Имаме комплетно план и тој план е веќе презентиран и усвоен во националниот план за COVID-19 вакцинација во нашата држава. Овие вакцини возможуваат после одмрзнувањето од минус 70 во период помеѓу 2 до 5 дена максимум да стојат на температура од 2 до 8 степени, значи во оној нормален, да кажем, на фрижидер, односно нормално одржување на услови на ладен ланец, а такви фрижидери има низ целата наша држава, односно низ сите здравствени домови каде што ќе се одвива вакцинацијата. Во моментот вакцинираме само во модуларната болница во Скопје, на инфективната клиника, поради еден практичен аспект, а тоа е затоа што имаме ограничена бројка на вакцини и поради тоа што на ваков начин обезбедуваме едно навистина многу детално планирање на самиот процес на вакцинација. Кога ќе имаме поголеми количини, секако дека е направена комплетна шема, како ќе се прави и дистрибуцијата и апликацијата и на ова и на сите други вакцини кои што ќе пристигнат низ целата наша држава. Со овие вакцини, како што реков, над 4000 некаде кои што пристигна од Србија, треба да бидат 8000 некаде вкупно. Приоритет се здравствените работници. Што предвидува планот на Комитетот за имунизација во тие здравствени работници кои се влегува, бидејќи има реакции од матични лекари кои што велат зошто ние не сме на таа приоритетна листа, ако матичните лекари се оние кои што
се во најголем допир со пациентите заразени од COVID-19? Најголем ризик имаат колегите кои што работат во ковид центрите. Нивната изложеност од ковид пациенти е всушност 100%. Тие постојано работат во тие услови и тие беа првите кои што всушност и веќе се вакцинира. За информација, во средата, во првиот ден од вакцинацијата, вакцинирани се 202 здравствени работника, додека вчера 252, значи заклучно со вчерашниот ден извакцинирани се 454 наши колеги. Приоритет имаат колегите кои што работат во ковид центрите. И тоа беше јасно кажано и таа процедура, таа постапка не се практикува само кај нас, во сите земји во светот. Приоритет имаат оваа група на здравствени работници. Потоа се тука колегите кои што работат на ротации во ковид центрите, кои што доаѓаат исто така во контакт со нив, колегите од лабораториите кои што прават директно земање на примероци од ковид пациентите и потоа следствено секако дека и матричните лекари се во она ние што го нарекуваме прва Б категорија, каде што сите ќе бидат повикани секако во континуитет доколку имаме вакцини. Јас се надевам дека веќе од понеделник ќе ги имаме и другите количини на вакцини. Кога се во прашање вакцините, реков овде во моментов имаме нели вакцини од Pfizer, меѓутоа постои ли опасно за тоа која вакцина е побезбедна, која е поефикасна од оние кои што допрва треба да пристигнат кај нас? Кај нас се планирани вакцините на Pfizer да пристигнуваат и оние уште 4000 од Србија, но ние подпишуваме и договор директно со Pfizer, од кој што ќе обезбедиме во континуитет во текот на целата година да имаме доволни количини, значи договорот би подразбирал вкупна количина за цела 2021 и понатаму 800.000 дози од Pfizer. Дополнително ги очекуваме кинеските вакцини и вакцината на AstraZeneca. Сите овие вакцини се апсолутно потврдени како безбедни и ефикасни, не само во клиничките студии, туку заради тоа што веќе месец и пол земјите ни светот и Европа вакцинираат со овие вакцини и го гледаме искуството од истите. Поголема реактивност, меѓутоа во исто време и висока ефикасност јавуваат вакцините на Pfizer, но сосема задоволителна покажа и клиничките студии, но веќе и она ефикасност која што се зема во земјите, во која што се користи и кинеската и AstraZeneca, така да немам апсолутно двојба во однос на квалитетот и безбедноста на овие вакцини. А каков е планот, ќе бидејќи еве ја следев изјавата на Милановиќ од Хрватска, кој што рече кога се работи за вакцините не ме интересира ниту ЕУ, ниту ништо, приоритет ми е заштитата на граѓаните, ако треба ќе набавам вакцини и од чеченската мафија. Така, ја прочитав. Кај нас... Ја прочитав изјавата, меѓутоа тоа се обично изјави на политичари. Да, прашањето ми е кај нас дали ќе се прави селекција за тоа што ќе се набавува допрва или Не, апсолутно не сме правеле селекција, меѓутоа процедурата за да се обезбеди вакцина која што ги минала сите испитувања и која што навистина имате научни докази дека таа вакцина ги задоволува и ефикасноста, но и безбедноста е нешто што е приоритет за секоја држава. Во вакви ситуации ние треба да се најдеме во состојба да набавувате вакцини за кои што се уште немате доволно јасни научни докази дека навистина е квалитетна и безбедна. Во случајот на сите овие 4 вакцини, Pfizerovата и AstraZeneca и кинеската, се споменуваше и Спутник, ние веќе сме во договор, односно во некаков начин на комуникација и со колегите од Русија. Сите овие вакцини кои што ќе ги задоволат барањата, односно нивната безбедност и ефикасност, секако дека се кандидати да се најдат како можност за вакцинација во нашата држава. Да. Сега, ако тргнеме од тоа дека здравствените работници се приоритетот, понатаму ќе следуваат ранлива група на категории, лица кои што се постари од 70 години, планот барем она што предвидува Комитетот за имунизација, и кога ќе имаме различни вакцини, односно вакцини од различни производители, како се знае на кој пациент која вакцина треба да му се даде? Легитимно право е на секој граѓанин, доколку има можност и се најдеме во ситуација да прави избор на одредена вакцина, да истото го направи. Токму заради тоа е многу битно да и како држава, и како регулаторни тела, и како здравствен систем стоиме
100% дека сите тие вакцини се и ефикасни и безбедни. Постојат некои состојби, како што е, например, одредени алергии, кои што некои можеби граѓани ги имаат, кои што во тој случај во консултација со нивните лекари или одредени заболувања кои што го засегнуваат имунолошкиот систем, во тој случај би изгледала можеби не толку реактивна како што е кинеската вакцина, а додека Фајзеровата вакцина дава една висока ефикасност, меѓутоа дава и една поголема можност за ваков вид на алергиски реакции, па се избегнува кај лицата кои што имаат претходна некоја историја на алергии. Во однос на сето друго треба граѓаните да бидат сосема комотни во изборот на вакцината, доколку имаме можност нормално во одреден период кога би имале повеќе од една вакцина, токму заради тоа што целиот овој процес е само со цел да имаме и безбедни квалитетни вакцини на нашиот пазар. Да. Професорке, се уште има дилеми и има малку нејасноти како ќе се одвива целиот план за имунизација. Тој е годишен план. Што е предвидено со него ако веќе абсолвиравме дека здравствените работници се првите, потоа се ризичната група кој што вие имате систематизација за тоа кој каде влегува во која квота. Што предвидува со оние луѓе, ќе речат еве ниту сум заболен од COVID-19, меѓутоа сакам да се вакцинирам како превентива. Како ќе се одвива целиот тој процес? Временски, според, не знам, пријавување на онаа веб страна вакцинација или? Така. Националниот план предвидува неколку сценарија, заради тоа што ние се подготвувавме за различни состојби и така е, тоа е еден динамичен план. Во моментот ние го реализираме сценариото на ограничена достапност до вакцини и од тука приоритет нормално со тие ограничени се секако здравствените работници. Меѓутоа, во случај кога ќе имаме поголема бројка на достапност, тоа го очекуваме со доаѓањето на кинеските вакцини, тоа е сепак една сериозна бројка од 200.000 вакцини, доколку другите механизми кои што исто така е прашање на време кога веќе ќе почнат да се реализираат, затоа што сме при крај со подпишување на договори и во однос на ковакс механизмот, односно веќе ги очекуваме тие количини од нив, и во однос на она што Европската комисија го дава, тогаш веќе се преминува на сценариото на поширока достапност на вакцини, односно над 30% популација, и се организира така наречена масовна имунизација, каде што сите граѓани, независно од нивната возраст и заболување, тие два фактора се сега приоритет во наследна група, значи повозрастните категорија на граѓани над 70 години и оние со други заболувања кои што се со поголем ризик од компликации од COVID. Потоа, токму преку апликацијата, односно она што изразила желба граѓаните да се вакцинираат, денеска имам бројката дека над 85.000 граѓани веќе ја изразила својата желба за интерес преку апликацијата вакцинација.мк, од кои што 38.000 се над 70 години, и тоа не охрабрува затоа што другиот фактор врз основа на кој што го планирате динамиката на вакцинација е интересот на граѓаните. Доколку постои и доколку во континуитет имаме вакцини, верувам особено со овие вакцини кои што не бараат ваков специфичен начин на чување на дистрибуција, вакцинацијата може со многу добра динамика да се одвива и кај нас. Сега сме сведоци дека има британска мутација, бразилска мутација, афричка мутација. И имаме луѓе кои што веќе го прележале имунитет и го прележале COVID-19, имаат создадено антитела, меѓутоа науката се уште нема разграничено дали тие антитела ги штитат од оваа мутација на вирусот. Што е со тие луѓе кои што имаат доза на антитела? Тие влегуваат во некаква квота на неприоритетни или? Ние до сега, конкретно кон нашите колеги здравствени работници, упативме апел и информација дека сите оние кои што го имаат прележано во последните месеци ковидот, дека можат да бидат во втората категорија за вакцинација, заради тоа, токму што и вие го кажавте, имаат одредено ниво на антитела кои што ги заштитува.
На експертските состаноци кои што на неделна основа се случуваат, веќе постојат одредени најави дека кај оваа категорија на граѓани кои што имаат прилежано ковид и кои што се детектирани повисоки нивоа на антитела, можно е понатаму да биде користена и да биде доволна само една доза од вакцините. Но сепак како официјална препорака тоа не е дојдено и ние ќе го почитуваме и ќе продолжиме со тој став кој што секаде се уште се практикува, а тоа е 2 дози од соодветната вакцина. Во однос на варијациите на вирусот, тоа е нормална и очекувана состојба да се детектираат промени кај вирусот. За сега овие вакцини јавуваат и Pfizeровата, и кинеската, и AstraZeneca јавуваат добар степен на заштита кон овие вируси, со исклучок на јужноафричката варијанта, која што јавува всушност овие вакцини јавуваат нешто помала заштита, особено вакцината на AstraZeneca, но во секој случај мислам дека вакцините и така обезбедуваат одредено ниво на заштита што е сосема доволно да лицето доколку и дојде во контакт со таа варијација на вирусот, сепак клиничката слика, односно болеста ќе биде со многу поблага форма. Професорката Александра Грозданова, председателка на Комитетот за имунизација. За крај, професорке, што е со оние кои што се плашат на некој начин да се вакцинираат? Постојат нели оние митови за вакцините што содржат во нив? Што би им препорачале на луѓето од еден стручен аспект? Би им препорачала да веруваат на науката, многу повеќе на искуството. 189 милиони дози од овие вакцини се веќе дадени. Го гледаме и реалното искуство од земјите кои што еве веќе месец и пол вакцинираат, доколку се грижат за несаканите ефекти навистина се минимални, дури и во рамки на она што се очекува за секоја една вакцина. И навистина ги охрабрувам дека ова ќе биде единствениот начин преку една широка вакцинација да ставиме крај на оваа пандемија и нормално да се вратиме во еден нормален начин на живење. Да. Ви благодарам секако на одвоеното време и верувам дека понатаму во утрински брифинг како тече целиот процес на имунизација на населението ќе ве имаме во некои 15 минути.